Добар ден, драги осмоделенци! Добре дојдовте во проектот Е-ученица. Моето име е Симона Питковска-Илиевска, наставник по граѓанско образование и етика во Основното училиште Владо Тасевски од Скопје. Денеска јас ќе бидам вашиот наставник, кој ќе ви помогне да ја совладате наставната содржина личен и групен идентитет по предметот граѓанско образование за 8 оделение. Одиме по ред со презентацијата, која ќе ви помогне и понатаму кога ќе сакате да се потсетите на оваа наставна содржина. Прво, да се потсетиме што е тој идентитет и како тој се гради. Идентитетот е свест за себе, за тоа дека сме посебни и различни, но истовремено и слични по многу работи со другите луѓе. Идентитетот е поим со многу широка употреба. Може да зборуваме за идентитетот на еден поединец, на еден народ, на град, на држава и така натаму. Вообичаено, вие учениците, на почетокот на учебната година, кога се запознавате со новите наставници, се представувате себе си. Може би размислувате што да кажам, за да се представам себе си. Но најчесто го кажувате вашето име и презиме, вашите години, јазикот на кој зборувате, но и нешто што најмногу сакате да правите, да читате, вашите желби, вашите таленти и слично. Со тоа што ќе го кажете, наставниците може да осознаат дел од вашиот идентитет. Тоа може да биде вашиот полов идентитет, семеен, етнички, старосев или пак вашиот културен идентитет. Постојат некои фактори кои влијаат на формирањето на идентитетот. Некои од тие фактори се однапред дадени, како пол, физички особини, место на раѓање. Други се многу променливи и динамични, како што се местото на живење, култура, образование, професија, вредности, интереси и слично. Постојат два вида на идентитет: личен идентитет и групен идентитет. Одиме прво со личниот идентитет. Личниот идентитет одговара на прашањата: кој сум јас, што можам јас, што сакам јас. Личниот идентитет укажува на тоа дека секој е различен, единствен и уникатен. Овој идентитет се темели на вредностите кои ги имате прифатено, вашите идеи, вашите емоции, вашите желби и сваќања, вашите таленти, вашиот стил на живот. Личниот идентитет се гради низ процесот на растење и созревање. Низ тој процес поминуваме низ разни искуства и со тоа го градиме својот собствен идентитет. Вредностите кои сте ги стекнале во семејството влијаат на вашиот идентитет. Подоцна, другарите, врсниците, наставниците, се тие кои исто така може да влијаат на градењето на вашиот личен идентитет. Сакам да сватите дека личниот идентитет го градите низ целиот живот, особено во детството и младоста, преку голем број искуства и релации кои ги имате. Сега ќе го објасниме групниот идентитет. Групниот идентитет, за разлика од личниот, одговара на прашањата кои сме ние, која е разликата помеѓу нас и тие. Групниот идентитет е збир на повеќе фактори кои создаваат чувство на припадност кон некоја одредена група. Вие сте дел од различни групи. Може би сте членови на некој спортски клуб, училишна секција, невладина организација. Вие сите сте ученици од едно училиште и тоа да прави група. Може би сте љубители на природата, екологисти. Може би имате интерес кон одреден тип на музика и така се групирате. Припадноста кон некоја група е поврзана со многу важни емоции, како што се личната сигурност, гордоста, среќата, љубовта и така натаму. Заедништвото е една од основните карактеристики на човекот. Чувството на посебност и припадност кон некоја група и прифаќање на она што неа ја издвојува од другите, го означува вашиот групен идентитет. Кога сме веќе кај групниот идентитет, сакам да ви објаснам два многу важни идентитета. Работи за полов и родов идентитет. Која е разликата помеѓу полов и родов идентитет?
Овите карактеристики се биолошки разлики помеѓу жените и мажите. Родовите карактеристики се формираат во текот на растењето и созревањето и се однесуваат на тоа како општеството гледа на улогата на мажите и жените. Родовиот идентитет се базира на социјални норми, стереотипи и очекувања за тоа што значи да си маж или жена. Сакам да потсетам дека живееме во ера на родова рамноправност. Ова значи дека не треба да има машки и женски улоги во општеството. Иако понекогаш традицијата наметнува дека жените треба да се грижат за домот и да сготват ручек, а мажите да ја поправат чешмата или да го искосат дворот. Жените можат да бидат добри инженери, научници, како што мажите може да се добри учители или добри готвачи. На овој начин, мажите и жените излегуваат од рамките на родовите улоги кои им ги дало општеството. Еден добар пример за надминување на родовите стереотипи е научничката Марија Кюри-Склодовска, која била пионер во областа на радиоактивноста, единствена жена добитник на Нобелова награда и во областа на физика и во хемија и првата жена која предавала на Универзитетот Сорбона во Париз. Таа толку била упорна и посветена, што ги скршила предрасудите на времето во кое живеела и докажала дека нема ограничувања на професиите со кои може да се занимаваат жените. Следат уште два идентитета, кои сакам да ви ги објаснам, работи за национален и етнички идентитет. Националниот идентитет е вид на групен идентитет, кој произлегува од чувството на припадност на некоја држава во која може да живеат повеќе етнички групи. Граѓанинот развива припадност кон сопствената држава и кон вредностите што таа ги промовира, како и кон другите граѓани кои ги споделуваат тие вредности. Значи, националниот идентитет е чувство на припадност кон некоја држава, додека етничкиот идентитет е припадност кон одредена етничка група, поврзано со таа етничка група, заедничка историја, традиција или заеднички вредности. Тука сакам да ви дадам еден пример. Во светот постојат над 5000 етнички идентитети. Например, италијанци, шпанци, македонци, албанци, турци, роми, власи и така натаму, но нема толку национални идентитети, бидејќи има нешто повеќе од 200 држави во светот. Има еден поим кој психолозите го нарекле криза на идентитет. Тоа е процес во кој поединецот ги преиспитува сопствените идентитети и претходно усвоените знаења и вредности. Ова често им се случува на младите, кога се двоумат дали да се придржуваат на дотогаш стекнатите вредности од семејството или да ја прифатат културата на своите врсници, а од нив бара да се променат во однесувањето, облекувањето и слично. Сакам да ви укажам, деца, дека сите овие работи влијаат на личноста и нејзиниот личен идентитет. Секогаш обидувајте се да бидете свој и оригинални. Сами бидете режисери на улогите кои ги бирате за себе во животот. Најважно од се е вие да бидете среќни. Ова е се што се однесува до денешната наставна содржина. Последниот слајд има една вежба која ќе ви помогне да ви биде забавно или да го повторите стекнатото знаење. Имено има една табела на која има наведени карактеристики, како например возраст, пол, име и презиме, изглед, семејство, националност, религија, училиште, професија, пријатели, карактеристики на личноста, однесување, животен стил, вредности, цели, време во кое живееш, место во кое живееш и така натаму. Првото прашање е да одредите која од наведените карактеристики на идентитетот со текот на времето остануваат релативно исти, а кои се менуваат од овие долу наведените. И второто прашање би било да размислите кои карактеристики ви се најбитни во овој момент, а кои ќе ви бидат можеби за 5 години.
На крајот, драги ученици, ова предавање сакам да го завршам со мислата на еден голем филозоф, Сократ, кој рекол: спознај се себе си. Јас ви велам, спознајте се и сакајте се себе си, но истовремено почитувајте ги и другите. Посакувам среќна и успешна работа до некоја следна видео учење. Благодарам.